Во Македонија има над 140.000 случаи на луѓе со диабетес, а 1/3 од нив остануваат недиагностицирани. На светско ниво пак, според податоците за минатата година, со оваа болест диагностицирани биле околу 589 милиони возрастни лица, покажува најновото издание на Диабетес Атлас на Интернационалната федерација за диабетес. Докторите велат дека Македонија за жал ги следи светските трендови и има пораст на ново диагностицирани пациенти со диабетес тип 2. Во пораст е бројот на пациенти кои што се диагностицирани особено со диабетес мелитус тип 2, за среќа, затоа што е на некој начин болест која што полесно се менаџира, додека болеста тип 1, диабетес тип 1 држи кај возрастната популација барем држи некоја рамнотежа. Меѓутоа, светските трендови се дека се повеќе ќе се справуваме во иднина со компликации од болеста диабетес мелитус тип 2. За среќа ова е болест која се држи под контрола, вели Недеска Минова, која потенцира на важноста на редовниот преглед на населението и продолжување на скрининг процесот во иднина. Систематските прегледи кај работоспособното население се одличен, социјално прифатен, популарен метод за детекција на ран диабетес. Меѓутоа, за жал, резултатите кои што ги добиваат завршуваат во фиока и не се продолжува понатаму во насочување на еден структуриран преглед кај оние посебни популацијски групи кои што ги кажав, гојазните пациенти, пациентите со фамилиарна предиспозиција, треба да прават 6-месечни, 3-годишни. Во изминатиот период земјава се соочуваше со недостигна терапија за диабетичари, а според Недеска Минова, ситуацијата и сега не е драстично подобрена и се надева на дополнително проширување на позитивната листа на лекови за диабетичарите. Таа вели дека лековите што се натовар на Фондот за здравство и оние кои ги има во слободна продажба во аптеките се безбедни и од испитани пазари.